Здраво да дојдовте во третата епизода од македонскиот христијански подкаст. Денеска со Никола ќе зборуваме на темата спасението во Исус Христос. Како што е темата спасение во Исус Христос, се споменува Исус Христос, Божиот Син. Од Него го добиваме спасението и во Него имаме спасение, преку верата во Него. Што значи зборот спасение, ќе го објасниме на почеток за да ни биде појасно. Бидејќи поголемиот дел од старогрчкиот, односно Новиот Завет е пишуван на старогрчки, така да во грчкиот јазик зборот спасение е сотерија, кој се користи во Новиот Завет. Тој доаѓа од зборот, односно од глаголот созо, што значи спасување, да се направи нешто во целост, односно целосно, да се реставрира, односно поправи, да се избави, да се извлечи, да се излекува, да се презервира, односно да се зачува во постоечка или во оригинална состојба. Тоа значи глаголот созо и од зборот сотер. Значи сотерија од глаголот созо кој го објаснавме и од зборот сотер, што означува спасител. Така да зборот сотерија едноставно значи спасителот спасува. Кој е спасителот? Спасителот е Исус Христос. Што значеше спасението во Стариот, а што значеше спасението во Новиот Завет? Во Стариот Завет, за израелскиот народ, спасението значеше избавување од робството. Значи, израелскиот народ беше во робство околу 400 години во Египет, значи избавување од тоа робство и воведување во ветената земја. Покрај тоа што Бог ги воведе, Бог ги водеше и во живеењето во таа земја, ги заштитуваше од околните народи, а секако кога не беа послушни на Бог, Бог дозволуваше околните народи да ги нападнат во ветената земја кога беше израелскиот народ, што можете вие да прочитате повеќе во Стариот Завет. Во Новиот Завет, за нас христијаните, што значи спасението? Сега ние живееме во тој нов завет, завет на милост, на простување, некако што беше Стариот Завет. Ви препорачувам да прочитате во Еремија 31 глава, може да прочитате 31 стих, за да знаете што значи овај нов завет кој е различен од Стариот Завет. Во Новиот Завет зборот спасение значи избавување од гревот и казната за гревот и добивање на вечен живот. Прошка, помирување со Бог и добивање на вечен живот. Тоа е таа Божја милост која се пројави во Новиот Завет за да не избави од гревот и казната за гревот и ние да добиеме прошка на гревовите, значи да добиеме, тоа е зборот добиеме, односно да го примиме како поклон, незаслужено поклон, спасението и вечниот живот во Исус Христос. Прашања кои ќе ги обработиме со Никола во ова епизода се зошто постои спасението? Доста интересно прашање. Како се спасуваме? Дали се спасуваме преку вера или преку нашите добри дела? Што значи да се биде спасен? Дали може да се изгуби спасението? Ако сме го добиле, дали после може да го изгубиме? Како Бог гледа на нас после примање на спасението, откако сме го прифатиле она што го направи Исус на крстот за нас? Како Бог гледа на нас? Никола, како размислуваш за оваа тема? Што мислиш кога ќе навлеземе во овие прашања? Како би реагирале гледачите? Дали би биле изненадени позитивно или негативно? Кога ќе кажам негативно, дали би се запрашале барем што значи спасението за нив? Да, интересно, кога беше кај мене, да речам, пред да поверував, јас мислев, како повеќе пати што имав спомнато во првата сезона, ако се седјаваш и епизодите, дека јас мислев дека сум совршен човек. Значи, мојата мисла за мене беше дека
Иако знаев, искрено знаев, имав и читано и разговарано со повеќе християни како е што значи спасение, дека само преку Христос се спасуваме и што значи тоа, односно за мене што значи и што требаше да биде направено или јас што треба да направам за да, така наречено, да се спасам. Јас го разбирав тоа, знаев дека преку Христос само се спасувам, дека само тој единствениот начин, но јас лично со своите егоистични размислувања мислам дека сум совршен и дека не ми треба тој Христос преку кој се спасуваме, нели, бидејќи за да се спасиш треба да има нешто, значи треба да има нешто стварно страшно или нешто што не узурпира, нешто што не загушва за да може тој Бог што се даде за нас да не спаси од тоа нешто. Јас си реков, ако сум супер, ако не одам нигде на лошо место со моите совршени дела, што ќе ми мене спасение или што ќе ми е тој Исус да верувам во него кој се даде, се дал демек за мене, ама тоа за мене беше ништо, бидејќи јас со своите размислувања бев совршен човек и мислев дека доволно имам направено или дури повеќе од доволно за да не завршам на некое лошо место, ако има такво, после смрт. Но, како што знам сега и знаеме двата од кога поверувавме, дека Библијата, односно Исус вели инаку, дека според делата, според тоа што мислев јас дека пред се сум совршен, но не бев, всушност, не се спасуваме, немам врска, јас пред се сум совршен, а и после тоа дека воопшто со мојата совршеност, мојата замисла за совршеност, ќе се спасам од некој лошо место, дали со мојата преходна замисла било тоа пеколот или нешто друго, што може нешто да ми се случи општо во животот. И интересно би било пак сакав да споделам како јас лично го доживов тоа пред да поверувам, ама сакам исто така и да прочитам од неколку стихови од Новиот Завет, од послание до Ефесијаните во 2 глава. Ќе прочитам од првиот стих до 9-тиот. Ќе ги прочитам неколку стихови што ете јас покажав што мислев јас со моето ограничено размислување за Бог, за мене, за гревот, за спасението и што Светото писмо кажува тоа. И таа споредба така на некој начин би сакал да ја направам, да ја кажам, и во првиот стих вели: и вие кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според образецот на овој свет, според принцот на силите на воздухот, духот кој действува сега во синовите на непокорноста, меѓу кои и ние живеевме некогаш во своите телесни страсти, извршувајќи ги желбите на телото и на умот, и бевме по природа чеда на гневот како и останатите. Но Бог, кој е богат со милост, поради својата голема љубов со која не засака, не оживеа заедно со Христос и нас, кои иако бевме мртви поради нашите гревови, по благодат сте спасени. И со него не воскресна и не постави на небесата во Христос Исус, да во идните векови да го покаже ненадминливото богатство на својата благодат во љубезност спрема нас во Христос Исус. И сега главното, зашто по благодат сте спасени? Преку вера. И тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар. Не е од делата за да не се фали некој. Интересно овој последни стихој, мојме да видиме, да си споредиме, не јас така како што мислев, моето мислење ограничено, егоистично мислење пред да поверувам во Христос, и може би некој ќе се пронајди, ќе го слушне ова и така некој размислувал стварно од вас, и откако прочитав ово, откако разбрав, тука се користи зборот зашто по благодат вика сте спасени, вика преку вера сте спасени по благодат. Зборот благодат значи, ете понатаму преложува, тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, само тоа кажува дека нешто дадено. Тоа не е од нас самите, по благодат нешто незаслужено, што ние го немавме, значи ние нашето спасение со нашите дела, со нашите замисли, со нашите идеи, нашите некои замисли за каков е Бог пред се и дека спасение дали има или нема и дали сум јас добар или не,
нашите мислења пред да поверуваме, да го запознаеме лично Господ Исус Христос, то знаеме дека што и да направиме, тоа не е доволно со наши сили да се спасиме, и тука вели дека тоа не е од нас, туку од самите, туку е Божи дар, дека преку вера сме спасени, не по дела за да не се фали некој. Како што јас во наводници со своите размислувања се фалев, мислејќи дека сум савршен пред се, се фалев колку сум добар, колку ги сакам, пример, своите родители, ако реално не знаев што е љубов, што е сакање, своите пријатели, своите другари, така натаму. И мислев дека според тоа што го правам, дека иако или не му се гневам на блиските кога ќе ме навредат, не сум лесно навредлив, дека тоа значи дека сум совршен, дека сум супер и дека тие дела се мој дела, дека јас тоа го прами и толку јас достигна совршенство. Но гледаме тука дека вели за да не се фали некој, и кога го прочитаме тоа, кога ќе видиме дека е Божи дар, спасението, дека верата е Божи дар, верата во Бог не е од нас самите, да не се фали некој. Тука гледаме овие стихови дека не ни дават простор за никаква пофалба од наша страна, дека јас не можам да се пофалам со моите способности, што ги немам во реалност, и не можам да кажам колку, да се чукнам погради, да кажам колку сум добар, колку го сакам својот ближен, колку ги сакам своите родители, така натаму, или колку ги исполнувам Божите заповеди, ако не знам зашто воопшто тие биле измислени, зашто биле воопшто од Бог поставени Божите заповеди, и со тој начин на размислување, ако продолжив јас, ќе завршам за жал во добро место, но благодарени на Господ што ми помогна, да речем, преку овие стихови, некој дел од овие стихови да разберам дека не од делата, не од моето совршенство, што мислам дека го имам, туку преку верата во жртвата на Господ Исус Христос, која ја направи тој за нас, и дека тоа е доволно и единствено нешто што може да не спаси од самите нас, а и од пеколот што доаѓа запрво, односно од судот, од вечното одвојување од Бога, што Димитар имаше спомната во претходните епизоди. И да, тоа накратко би го споделил така. Баш добар вовед за тоа како се спасуваме. Многу битно прашање. Ќе се вратиме назад за една случка кога Исус беше на крстот. Имаше два разбойници и за тоа ќе прочитаме и ќе го продискутираме. И сега, зошто постои спасението и допре поради гревот? Значи, ние имаме луѓето грев, и баш ќе прочитаме зошто постои спасението и дека ние, како изгледаме ние пред Божите очи поради делата што сме ги направиле, поради гревот. Ќе прочитам во Римјаните, 3 глава, од 9 до 20 стих, малце контекст. Тука зборува апостолот Павле за тоа дали јудејците имаат предност пред останатите народи, пред другите луѓе, кои не се јудејци, односно не се израелци, и која е ползата од обрезанието. Бидејќи знаеме во Стариот Завет Бог ги избра Јаков и неговите 12 синови за да се создаде израелскиот народ. Значи од тие се пратат ковците, да речам, на сите израелци, на сите јудејци. И која е ползата од обрезанието? Обрезанието беше телесен чин преку кој се обрезува јудејците за да се посветат на Господ. Дали тоа сега има некаква улога или нема? Павле сака да го објасни тоа, дали јудејците имаат предност пред останатите луѓе во однос на спасението. Ке читам од 9 до 20 стих, како што спомнав. И што тогаш во предност ли сме? Ни најмалку, зашто веќе ги обвинивме како јудејците, така и елините, дека сите тие се под грев. Значи, сите тие се под грев, вклучувајќи и нас. Како што е напишано, нема ниту еден праведен. Нема праведен ниту еден. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите се отклонија заедно, станаа бескорисни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Нивното грло
е отворен гроб. Со своите јазици мамат, под нивните усни змиски отрови. Устата им е полна со клевета и горчиња. Нозете им се брзи за крвопролевање, пустош и мака. По нивните патишта тие не го познаа патот на мирот. Страв Божи нема пред нивните очи. А знаеме дека се што законот вели, го вели за оние што се под законот. За да се затвори секоја уста и целиот свет да одговара пред Бог. Целиот свет да одговара пред Бог. Зашто преку делата на законот пред него, пред Бог, нема да се оправда никој, бидејќи преку законот се осознава грехот. Колку силни стихови. Јас тука се пронајдов. А кој е законот? Законот се 10 Божји заповеди. И сега сакам да го прочитам законот, на кој покажува Павле, кажувајќи дека преку законот ние сме виновни пред Бог, бидејќи законот веќе не осудил. И преку законот пред Бог нема да се оправда никој. Бидејќи преку законот, че преку 10 Божји заповеди, ние го осознаваме гревот. Сега ќе ги прочитаме 10 Божји заповеди. Тие се во втората Мојсеева книга Излез, во 20 глава, од 1 до 17 стих, може да се ги прочитате во Стариот Завет. Значи втората книга во Библијата, Излез, 20 глава од 1 до 17 стих. Првата заповед вика: немој да имаш други богови освен мене. Под ова се подразбира и богови како некои земни идоли, некои парите може на некој му се идол и работи се и прави за парите. Мене порано ми беше фудбалот идол, правев се за фудбалот. Било каква замисла, било што и да се надеваме, што го ставаме на прво место, а не е единствениот вистински жив Бог, се тоа се некои други богови или идоли, како што пишува во Библијата. Втората заповед вика: не прави за себе идол, ниту каква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата под земјата. Немој да им се клањаш, ниту да им служиш. Ото јас сум Господ, Бог, твој Бог, ревнител, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до 3-то и 4-то колено. Оние кои ме мразат. Чи да не си правиме идол за себе. Да не си правиме никаква слика на она што е горе на небото, она што е долу на земјата, она што е во водата, под земјата, да не им се клањаме, ниту да им служиме. Оти Господ, Бог е ревнител. Значи, не смееме со раце да се правиме идоли и со нашите мисли. Бидејќи ние не го имаме видено Бог. Не знаеме како изгледа. Исус ни го објави. Ние преку вера го гледаме Бог. Преку вера на Бог му се поклонуваме. Кој ми се поклонува, Исус кажа, треба да му се поклонува во дух и вистина на Бог. Во дух и вистина. Така ние му се поклонуваме на Бог. Зашто Бог никој никогаш не го видел, а Исус Христос ни го објави. И како што каже Исус како што му каже на Тома, блажени се оние кои не виделе со овие телесни очи, а поверувале. Така да ние не го видовме физички во тело Исус. А како ќе направиме слика? Исус е во небото, седнат од десната страна на Бог Таткото, и тој е прославен таму. Затоа Бог забранува да се прави било каква слика. Може да си го прочитате во Излез 20 глава од 1 до 17 стих. До сега прочитавме само 2 заповеди и мене веќе совеста ми вика: ти си направил греф. Не читай поќе. Ако да, ќе ги дочитаме за да бидеме свесни се што е опфатено со 10 Божји заповеди. Не изговарај го напразно името на Господа, твојот Бог, бидејќи Господ нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори името негово. Ова е третата заповед.
И веќе и тука јас признавам дека сум сгрешил. Сигурно и ти ќе се пронајдиш позади екранот. Четвртата вика: помни го денот саботен, за да празнуваш 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи своји. А седмиот ден е саботата Господова на твојот Бог. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја, ни волот твој, ни ослето твое, ниту придодениот кој се наоѓа кај тебе, оти за 6 дена и создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив. А во седмиот ден си отпочина, заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го освети. Значи Господ е толку добар што се грижи и да ни даде одмор. Одмор од нашите дела, од нашите обврски и да ни даде ден во кој ние ќе одмараме. Интересно е што од овие 10 заповеди во Новиот Завет се 9, односно ќе ги дочитаме сите. Од Исус е спомнати само 9, не е спомната саботата како закон кој треба да го почитуваме, но тука треба да напоменам. Саботата е направена за човекот, а не човекот за саботата. Ние преку верата во Исус Христос влеговме во Божиот одмор, во Божјата починка. Зборот сабота на хебрејски значи сабат, што значи одмор. Бог е толку добар што тоа го направи и заповед да се одмараме. Во Стариот Завет тоа важеше. Така да, ако сакате вие, бидете послушни и почитувајте го саботниот ден, одмарајте се. Ние, христијаните, имаме одмор во Исус Христос. Тоа е нашиот сабат, односно саботен ден, односно одмор, односно починка. Се одморивме од нашите дела, трудејќи се да го заслужиме спасението и влеговме преку верата во Исус во таа Божја починка. Значи, помни го, саботниот ден беше четвртата заповед. Петтата заповед. Ова е веќе многу сериозно и јас сум ја прекршил, за жал, многу пати. Почитувај ги таткото свој и мајката своја, за да ти биде добро и да поживееш подолгу на земјата, што ти ја дава Господ твојот Бог. Шестата, не убивај. Тука е веќе јасно. Но исто така, ако помислиме на некој да му направиме лошо, и тоа е греф. И тоа спаѓа во ова не убивај. Оти ти си само еден дел те дели од тоа да го направиш. Мислите потекнуваат после делата, акциите. Не врши прелюба. Седмата заповед. Сега овде е интересно што кажува Исус поврзано со прелюбата. Во Матеј, Евангелие според Матеј, 5 глава, од 27 до 28 стих, Исус вели: сте чуле дека им било речено на старите, не прави прелюба. А јас ви велам дека секој кој гледа на жена со желба, веќе извршил прелюба со неа во своето срце. Значи и гледањето со желба е греф. Тогаш кој може да се оправда и да каже: не, јас никогаш тоа не сум го направил. Само ќе излаже ако го каже тоа. Ќе направи уште еден греф. Осмата заповед: не кради. Тоа е веќе јасно и за жал сите сме го направиле. Може би има некој што не го направил. Може би тој само присвоил нешто туѓо и не кажал. Но и тоа е крадење. Девета заповед: не сведочи лажно против својот ближен. Значи да не лажиме против својот ближен. 10 заповед. И ова за жал јас сум потпаднал и на ова 10 заповед, која вика: не пожелувај ја жената на ближниот свој, не пожелувај го домот на ближниот свој. Ниту нивата негова, ни слугата негов, ни слугинката негова, ни волот негов, ни ослето негово, ни секаков добиток, ниту нешто друго кое е на ближниот твој. А кој е твојот ближен? Твојот ближен е секој човек што ти го познаваш. Од фамилиарните луѓе до пријатели, колеги и така натаму. Значи, да не посакуваш
ништо што е туѓо. Ниту жената негова, ниту домот, ниту она што го поседува тој. Знаеме во општество, ние секогаш посакуваме и каква куќа живее тој, во каква сопруга има, некој супермодел или што и да е, сите тие работи, за жал ние луѓето ги посакуваме. Да. Тоа е во Божиите очи грев. Сега кога ги поминавме 10 Божи заповеди, ние може да сватиме дека сме грешни луѓе и дека не сме добри, туку сме лоши. Ако бидеме искрени. Бидејќи најлесно е да се залажува себе си. Како што спомна ти, Никола, па јас сум совршен човек. Мене сега јас имам некојаш излажано, ама во главно сум добар. Да. И како што прочитавме, нема ниту еден добар. Нема ниту еден кој прави добро. Туку сите згрешија и лишени се од Божјата слава. На сите им недостасува Божјата слава. Сите сгрешивме. Тоа мора да го признаеме. Во послание до евреите, 9 глава, од 27 до 28 стих пишува: и како што на човекот му е определено да умре еднаш, потоа суд, така и Христос, откако беше принесен еднаш за да ги земе гревовите на мнозина, ќе се јави втор пат без грев, а за спасение на оние кои го очекуваат. Тука ќе го нагласам 27 стих, во кој пишува како што на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа суд. Сите знаеме дека еден ден ќе починиме, ќе заминиме од овој свет. А потоа суд. Бог ќе ни суди според 10 Божји заповеди што ги прочитавме. Тоа е сериозна работа. А казната за прекашување на тие заповеди е грев. Затоа Господ во својата љубов, во својата милост го испрати својот син. Тоа ќе го прочитаме во Евангелието според Јован од 16 до 18 стих. За да се задоволи правдата на Божјата правда на судот, за да биде платена казната, мораше да се даде една жртва. Сега ќе го прочитаме тоа што го направи Бог, она што го мотивираше Бог, неговата љубов према нас, за да биде казната за гревот платена. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му се суди. А кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на еднородниот Божи син. Овај последниот стих, 18-тиот, кој верува во него, кој верува во Исус, не му се суди. А кој не верува е веќе осуден, зашто не поверувал во името на еднородниот Божи син. Многу јасно, нема тука што да се дообјаснува, едноставно многу јасно. Јован 3:18, последниот стих што ви го прочитав. Интересно сега, според ова што го прочитавме последно, да се надоврзиме во тоа што се случи на крстот, во кој ние веруваме, оно што го направи Исус на крстот, дека Исус умре на крстот за нашите гревови, дека беше погребан и дека воскресна. Што се случи во тој момент, кога беше Исус на крстот и кога одлево и оддесно имаше 20 разбойници? Дали ќе ни споделиш, Никола? Да, секако. Интересно, не само што имаше два разбойници таму, туку и ги гледаме нивните перспективи, значи едниот имал еден став према Христос и другиот. И сега ми е интересно што да ги прочитаме. Сакам тие стихови кои се најдат во Евангелие според Лука, 23 глава од
37 може стих до 43 или можем да прочитаме до 48, ќе читам натаму, нема проблем. И да видиме кои се перспективите на тие двата разбойници и шо спрема да сега ово прочитаното што го поминавме, која е пак на некој начин едноставноста на верата во Бог, на прифаќањето на Христос, на признавањето негово, односно ние да го прифатиме Христос и едноставноста, колку е едноставно да се направи тоа на некој начин, ако сакаме, и како е тоа, што значи тоа, ете, ќе читаме текстот, ќе видиме што значи тоа да се понизиме и да признаеме дека овие заповеди што ги читавме, макар и еден да сме, што не верам дека постои некој човек што само еден од повеќе од еден не прекашил од овие заповеди што ги читавме и пример за, да речем, за понизност и пример исто така во исто време за вера и едноставноста во Бог. Од 37 стих кој вели нели дека Христос беше распнат и сцените таму ги опишува, кој вели луѓето му викаа на Исус таму, што го гледа каде што е распнат, му велеа, ако си цар на евреите, спаси се самиот. А над него, вика 38 стих, имаше надпис: ово е царот на евреите. А еден од разбойниците кој висеше таму го хулеше. Значи едната перспектива гледаме, кој е хулење и вели: зар не си ти Христос? Спаси се себе си и нас. Го искушува на некој начин. 40 стих вели, а другиот одговори и го прекори. Зар нема страв од Бог, кога и ти си исто така осуден? Ние сме праведно осудени, зашто го примаме заслуженото, за тоа што го имаме сторено. Но овој не сторил никакво зло. Тоа сега тука гледаме дека гледа за пример това, дека направи зло едниот разбойник, дека заповедите ги прекршил на некој начин, со ова перспектива гледано, а другиот ништо не размисля друго, освен ајде спаси се сами да го си Христос, ама и да спаси, не одма да ги спаси од тога да ги трни и сигурно да си продолжи со тоа што си го правеше, нели, да биде разбойник и понатаму. И гледаме двете перспективи, едниот се понизува, вели, и признава дека вика сме праведно судени и заслуживме да сме тука. А ова што е на средина, тука Христос, не стави никакво зло, ништо лошо нема направено и пак го осудија на смрт. И продолжува понатаму, 40 стих понатаму уште кажува за пример за понизност, да речам, и му вели, еве го моментот битниот исто така за верата, за признавањето на Христос. И му вели и рече: Исусе, сети се на мене кога ќе дојдеш во твоето царство. Исус му вели: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Многу зборови, гледаме тука дека многу едноставно две реченици беа поврзани, беа кажани помеѓу разбойникот кој се понизи и Христос. Тој разбойникот кој преходно беше полн со беззаконие, правеше злодела, живееше живот според своја замисла, своји идеи за Бог пред се, за не го интересираше ништо друго, само своето да тера во грев да живее. И само се подсети на тој момент дека треба да се понизи и виде дека тој што беше распнат помеѓу нив беше невин и дека немаше никакво зло направено и пак беше распнат, и тоа го подсети да види да го признае тоа, да го каже, да го исповеда со устата јавно, да рече дека овој на другиот разбойник да му рече, да го прекори дека ништо не сторил Христос зло и пак го распнаја, а ние тоа го добиваме тоа што сме го заслужили. Кога го читаме ова, треба да си речеме дека ги читавме сега заповедите, се пронајдовме дека сме ги прекршили, треба да си речеме, ние значи треба праведно да висиме на некој начин како овие разбойници на тој крст. Оти во тоа време да бидеш распнат на крст, таквата смрт беше најсрамната смрт што постои во тоа време. Да бидеш распнат на крст без разлика на какво злодело, најверојатно чим беше несрамната, сигурно требаше некој според некои стандарди
голем грев да направиш, или големи гревови, а Христос немаше ниту еден грев. Знаеме во сите евангелија во Светото писмо, во повеќе места е кажано дека тие што го следеле Христос, што биле со него, кажуваат, документирано кажуваат дека тој живееше безгрешен живот, немаше ниту еден грев. Но пак беше распнат и незаслужено го доби тоа што го доби, односно најсрамната смрт во тоа време. И Исус му вели, кога тој се понизи и му кажа да се сети, само не му рече ништо друго во врска со заповедите или во врска со неправедно распнување негово или со праведно распнување на разбойникот, туку му рече дека само да се сети кога ќе оди во неговото царство. Што можеме да знаеме преку тоа че му вели кога ќе се врати во твоето царство, бидејќи можеме да видиме преходно во претходните глави во Лука и во другите евангелија, многу од луѓето без разлика на чудото кои Христос ги правеше, не го признае, не рекоја ти доаѓаш од Божјото царство дека ти си Бог саме туку, не го признаја, не бе понизен како бе разбойник, туку има своји изговори кои можете сами да се ги прочитате во Светото писмо. И му рече дека да се сети само кога ќе оде во неговото царство. И тука гледаме дека има став разбойникот на понизност, а исто така го признава Христос, дека е тој Бог, дека тој има царство негово, небесно царство дека има. И Христос му враќа олеснителните зборови кои не знаеме дали баш ги очекуваше разбойникот, му вели: вистина ти велам, денес ќе бидеш, уште денес ќе бидеш со мене во рајот, уште денес, а тој му рече: сети се кога ќе дојдеш во твоето царство. А знаеме понатам колку што течат настаните, Христос воскресна, нели? И му се помине повеќе од 500 луѓе и уште беше на земјата. А овој човек уште денес зојде во Царството Божие. Значи, ако гледаме тука, ги читаме овие зборови Христос, што ќе го вели дека уште денес ќе бидеш во рајот, побрзо ојде разбойникот кој призна само призна за своите гревови престапи, го призна Христос кој на некој начин телесно, бидејќи Христос се уште немаше завршено неговата мисија, замина тој разбойник во Царството небесно и доби вечен живот поради тоа што призна кој е Христос, ги призна своите гревови. Призна кој е, призна дека е разбойник, призна дека тоа што му се случува на крстот е заслужено, дека потполно го заслужува, а Христос кој на средина е чист, непорочен, без никаков грев, не го заслужува тоа што го добива сигурносно смрт. И Христос му одговора, му вели дека денес ќе бидеш со мене во рајот. Многу интересни зборови, навистина многу јаки стихови кои мене ме допираат лично и кога ги читав јас пред да поверувам или во тоа време кога поверував, ми си реков дека како не сум разбрал првите работи што ми оден из главата ми беа, како не сум разбрал, како побрзо немав разбрано дека толку беше едноставно, дека толку беше едноставно, нели, спасението, толку беше едноставна тој процес што мислиме, што ние знаме да мислиме дека е нека макар трпен, дека е долго, дека не е толку едноставно, колку е едноставно навистина признавањето на нашите злодела, на нашите беззакони, признавањето на Христос. Кој тој? Дека е Бог, дека има, дека во неговото царство, ако веруваме, ќе не земе еден ден. Кои се тие ветувања, кои се тие мокни зборови кои ги читаме тука и ги дискутираме и знаеме дека и тоа и за нас важи ако и ние признаеме дека тоа што сме го направиле, што сме го прекршили Божјиот закон, што сме оделе против Бог, дека не е во ред, дека заслужуваме ние тоа што и Христос го умилуваше на тој крст и дека го примиме Христос за наш личен Господар и Спасител, дека тоа е тоа што не спасува од гревот, дека тоа е тоа што едноставното што ги добиваме од Христос зборовите, вистина уште денес ќе бидеш со мене, за секој тоа важи кој верува во Христос, го признава, за секој еден важи тоа дека уште од денес ќе биде заедно со Бог во рајот. И тоа навистина
се добри стихови кои што така подлабоко го објаснуваат понизноста и признавањето на прекршените гревови, прекршените заповеди кои ние ги направивме против Бог и некои од паралелите што можеме да ги споредиме тоа што го кажа ти што го читаше, што се пронајавме пред се други читавме заповедите, а после што значи таа понизност и како изгледа таа понизност во Светото писмо кој е пишано на тој разбойник кој беше до Христос и кој разговараше со Христос, кој имаше разговор, а и на крајот заврши во рајот. Така да, тие беа стиховите, што сега ги споделам. Баш добро објаснето и прашањето е како се спаси, односно преку што се спаси разбойникот на крстот. Дали преку верата во Исус Христос, дека тој умре на крстот за неговите гревови, дека тој е праведниот, а самиот разбойник виновниот, или по случајот може да се ставиме ние, дека сме виновниците, или пак тој разбойник направи некое добро дело, не знам, може нахрани некој гладен, или не знам што. Како се спаси тој разбойник на крстот? Тоа е прашањето. Никола? Според ова што го прочита и според ова што го каже, одговорот е? Вера. Тој се спаси преку вера во Христос, во дека му рече, само му рече, нели, сети се Исусе кога ќе дојдеш во Твоето царство и пред тоа знаеме, читаме дека тој беше разбойник, не беше христијанин или роден христијанин, немаше пред се небитното заедништво со Бог, не беше ни крстен, не одеше ни во црква, не ги почитуваше заповедите, не го љубеше на таков начин Бог, туку напротив, против него одеше и пак заврши во рајот со Бог. Одговорот ќе види вера во прво пред се признавање на своите гревови, значи ги призна своите, се покаја за тоа што го направи, запримите дека пред се сгрешил. Разбойникот ги признал тие гревови, поверувал дека Исус Христос, дека е Бог, дека тој тоа што го прави на крстот моментално што умира до него, дека за него го прави тоа, дека за него и за целиот свет, и дека тој треба да верува во тоа и преку исто од сите нас, дека ние треба да веруваме во тоа, кој што го прочита ти 16 стих од Јован, Евангелие според Јован 3 глава, дека ако веруваме во него, ќе имаме спас, прошка на гревовите и вечен живот. И нема да одиме на суд, туку ќе се спасиме преку Христос. Тоа е тоа што го разбойникот го направи, мала работа, а Христос на сите нас и него кои направивме таа мала работа, нас поверувавме, признавме за нашите гревови, поверувавме во Христос, дека тоа што направи на крстот за нас, дека целата вина што сме правеле ние, што сме заслужили, тој ја зеде врз него, го поверуваме во него, тоа вера, само тој дел. Поверувавме во неговата жртва, а тој нешто ни даде многу големо, ни даде вечен живот. Неголемото, тој ни го даде така да тоа е говорот на тоа прашање. Да, баш добро го дообјасни. И тука многу е суштинска, кога читаме тука многу е суштинска темата. Како ќе речиш еден разбойник, па јас не сум разбойник, немам толку многу украдено, тој може и отепал некој човек при кражба, така. Како ќе речиш тие луѓе, тој човек доби спасение? Едноставен е одговорот. Божјата љубов е толку голема, што Бог знаејќи на нас дека сите сгрешивме, како што читавме претходно, без разлика дали некој разбойник или некој цело време, што би рекли народски, не гази на мрава, но сепак ние имаме грев. И ако ги видиме 10 Божји заповеди, огледалото, ќе видиме дека и ние не сме подобри во никој случај од самиот тој разбойник. Но Божјата љубов е поголема од нашите гревови.
Божјата милост е поголема од нашите гревови. Затоа Бог ни простува. Поради тоа што не љуби и сака да бидеме вечно со Него. Го испрати својот син да умре на крстот за нашите гревови. Затоа, бидејќи Бог е љубов, ја покаже својата љубов, испраќајќи го својот син Исус да умре на крстот за нашите гревови. За ние, кои веруваме во Него, да не загинеме, да не ја плаќаме казната која заслуживме. Да не одиме во смрт, туку да одиме во живот. Многу силно ви препорачувам, земете, прочитајте го уште еднаш, размислете, молете се и Бог ќе ви открие. Никола, да преминиме на уште една тема. Знам дека видеото станува се подолго и подолго, но ние мора да ги офатиме некои битни прашања што се за поврзани со спасението, бидејќи спасението е најважната работа. И Библијата зборува за тоа спасение. Спасение на нашите души. И сега се начнува прашањето дали може тоа спасение да се изгуби некако. Прво, она што го свативме е дека спасението не се заслужува. Не е според делата за да не се фали некој. Туку се прима преку вера. Го примаме преку верата во Исус, го примаме Божиот дар. Спасението се добива само преку верата во Исус Христос и она што Исус го направи на крстот. Земајки ги сите наши гревови врз себе и плаќајќи ја нашата казна и вина. Бидејќи спасението не може да се заслужи. Исто така и не може да се изгуби. Не може да се заслужи. Тоа е по милост, благодат, Божи дар и не може да се изгуби. Доколку ние навистина сме поверувале во Евангелието. Значи сме се покајале за нашите гревови, покајанието е метаноја, сме се откажале од гревовите. Не сакаме повеќе да ги правиме. Секако нема да сме совршени додека не одиме кај Бог. Но нема да правиме гревови како претходно што сме ги правели, да сакаме да грешиме своеволно. Бог ќе ни помогне во тоа. Да се покаеме, односно тоа е секојдневен процес, да се откажуваме од нашите гревови, да ги исповедаме пред Бог, да ги донесеме кај Бог и да веруваме дека во целост казната што ние ја заслужуваме поради тие наши гревови, ја плати Исус Христос. Казната е платена преку верата во Исус. Исус е совршената жртва. Исус го даде својот живот за нашите гревови. Спасението е исто така Божјо дело, а не е наше дело. Значи, нашето спасение е Божјо дело. Божјата работа во нашиот живот. Односно, Бог го направи тоа дело, спасението, и тој е одговорен за тоа. Тој го дава и тоа е негово дело, негова работа. Ќе прочитам и неколку стихови за да го подкрепиме се тоа што го зборувавме. Во послание до Филипјаните, 1 глава, 6 стих, апостолот Павле пишува: Уверен сум во тоа, дека оној кој го почна доброто дело во вас, ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Бог го почна делото во нас, Бог ќе го доврши до денот на Исус Христос. Во Ефесјаните, 2 глава, 10 стих. Имено негово дело сме, создадени во Христа Исуса, за добри дела кои Бог ги подготвил однапред за да живееме во нив. Спасените луѓе, верниците, се Божјо дело во Исус Христос. 1 Петрово, 1 глава, од 23 до 25 стих пишува: Зашто сте новородени, не од распадливо семе,
туку од нераспадливото, живо и вечно Божјо Слово. Зашто секое тело е како трева, и сета нејзина слава како цвет од трева. Тревата се осушува и цветот и опаѓа, а Господовото Слово останува довека. А тоа Слово кое ви објавено како Евангелие, како радосна, како добра вест, како блага вест. Зашто ние, не сме родени од распадливо семе. Не сме родени од тело, туку од распадливо, живо и вечно Божјо Слово. Ние сме родени од Божјото Слово. Ние сме родени преку Светиот Дух. И ние не сме жители на земјата, туку жители на небесата. Бидејќи сме наново родени, ние имаме еден нов живот. Како што знам јас, никој не може да се одроди. Ти ако си наново роден преку Божјото Слово, преку Светиот Дух, ти си едно ново создание. И ти си жител на небото. Како што си сега моментално во тело и жител на телото, на земјата во тело, така сме и ние жители на небото. Родени од нераспадливо семе. Нераспадливо значи нешто што е вечно, што не се распаѓа. Да. Многу едноставно. Во Евангелието според Јован, 3 глава, 3 стих, поврзано со ова наново раѓањето, Исус кажува: Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Значи, ако некој не се роди од небото, од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Замисли. Исус зборува за раѓањето од озгора. Наново раѓање. Прво Јованово, 5 глава, 4 до 5 стих пишува: Зашто се што е родено од Бога го победува светот. И ова е победата, која го победи светот, нашата вера. Кој е тој кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Божиот син? Значи, ние преку верата во Исус го победивме светот. Ние веруваме дека Исус е Божиот син. Дека тој умре на крстот за нашите гревови. Дека тој не оправда. И ние сме сега оправдани. И ние го победивме светот. Да, поради тоа што Исус го победи светот. И ние сме родени од Бога. Тоа го пишува Јован во првото Јованово послание, 5 глава, во 4 и 5 стих. Во прво Солуњаните, 5 глава, од 23 до 24 стих пишува: Бог дека ќе не освети и ќе не зачува, ќе не запази. Сега ќе прочитам од 23 до 24 стих: А самиот Бог на мирот да ве освети наполно. И вашиот дух, и душата, и телото да се запазат безпрекорно пред доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Верен е оној кој ве повикува и кој и ќе го направи тоа. Самиот Бог на мирот да ве освети наполно. Значи, Бог нас не осветува. Ние не се осветуваме самите, или не осветува некој човек, туку самиот Бог. Бог не осветува. Тоа го пишува апостолот Павле до Солуњаните. И вашиот дух, и душата, и телото да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Верен е оној кој ве повикува, кој ќе го направи тоа. Значи, Бог не повикува, верен е Бог и тој ќе ни ја запази душата безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. И во посланието од Јуда, братот на Јаков, пишува во првата глава од 24 до 25 стих: А оној кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред својата слава, најединствениот Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава, величие, сила и власт пред секое време и сега и во сите векови. Амин.
А оној кој може да ве запази, пишува, од сопнување и да ве постави непорочни во радосно воскликнување пред својата слава. Кој е тој оној? Тој е Бог. Бог пишува дека ќе не запази од сопнување и ќе не постави непорочни со радосно воскликнување пред својата слава. Бог е тој што ќе го запази нашето спасение, што ќе ги запази нашите души. Не ние. Ние не сме доволно силни. И затоа спасението не зависи од ние, од нас, од нашите способности, од нашата сила. Не е наше дело, туку е Божјо дело. И делото што го започна во нас, Бог ќе го заврши, ќе го комплетира. Спасението е Божјо дело, кое го примаме преку вера. Никола, нешто што често се поставува или често многу луѓе или сум слушнал некако поврзано со спасението, нели, ги додаваат дали своите дела како плюс. Да, јас верувам во Исус и плюс своите дела. И така ќе се спасам. Но или пак ќе размислуваат или ќе кажат некое друго име. Дали имаме во некое друго име спасение или имаме спасение само во името на Исус Христос. Бидејќи спомнавме минатата епизода, кога се расправа учениците, кој преку кого поверувал, некој кажува јас сум на Кифа, значи Кифин ученик, јас сум Павлов, на Павле, јас сум на Аполос. И Павле му вика, зошто се расправате? Зарем Павле умре за вас, па и да умреше Павле за нас. Која е ползата? Павле не беше совршен човек. Пред да стане христијанин ги прогонуваше христијаните и ги убиваше. Беше ревносен за тоа. Но Бог го промени, свати што направил, сватил дека сгрешил, Бог го промени. Бог му се објави, се покаа и стана христијанин и го ширеше христијанската вера по милост, по Божја милост. Самиот апостол Павле кажува тоа. И вика, зарем, јас, Павле, бев распнат на крстот? Не, Христос. Христос беше распнат за вас. Па сакам неколку стихови да ни споделиш во тоа, во чие име имаме спасение и кое е единственото име преку кое мора да се спасиме, односно единствениот начин за спасение. Што ни кажува Светото Писмо и Новиот Завет. Дали има некој друг што е на ниво на Исус? Или Исус е единствениот во однос на спасението? Нема ниту еден друг како Исус. Така. Да, па според тоа што да се го зборувавме, нели го поминавме, го прочитавме настанот случката со разбойникот, со разбойниците на крстот и видовме колку е едноставно спасението и што направил разбойникот. Што направи разбойникот за да се спаси, како го прифати Христос, како призна дека е грешен, и ние од тоа окей да земиме паука, да земиме пример како тој го направиме ние тоа, ако веќе не сме пред Бог признале дека сме грешни, дека навистина ни треба тој да веруваме во неговата жртва, во тоа што тој го направи на крстот за нас. Како што спомнати, нормално јас сум слушнал за дилемите, за посредници помеѓу нас и Бог, како што беше во Стариот Завет на израелците, што му беше поставен помеѓу луѓето и Бог Мојсе, што му беше така во Светото Писмо, сакам да прачитам во Новиот Завет, односно од Дел апостолски 4 глава, кое е единственото име преку кое можеме ние да се спасиме, како што, мислам, уште еден стих кој ни дава конфирмација дека преку Исус Христос само можеме да се спасиме, и сакам да го прочитам и што да се запрашаме што тоа значи за нас, односно Христовото име што значи за нас, дали на вистина за нас значи дека можеме да се спасиме преку Христовото име, преку вера во името на Божиот Син, или само едно обично име како сите други имења. Тоа што значи за нас, секој треба да се праша и да види до каде е во врска со тоа. Секој еден. И од 4 глава сакав да
прочитам конкретно 11 стих ќе почнам до 12 2 стига. Таму вели тој е каменот што вие зидарите го отфрливте, а кој стана камен темелник. За Исус кажува: нема спасение во никој друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да бидеме спасени. Вели. А ете како контекст мало во 10-тиот сакам да го прочитам, се вратам назад, кој вели: тогаш да знаете сите вие и сиот израелски народ, дека во името на Исус Христос од Назарет, кога вие го раснавте, а кога Бог го воскресна од мртвите, преку него овој човек стои здрав пред вас. Имаше човек кој преходно беше болен, го оздравија преку Божјата сила. Поставите кој, односно Петар му кажува, овде нели го оздравија тие преку силата на Христос и кажуваат како што направија народот, што направи со тој Христос, дека го распна пред се и што значи за нив дека тие го фрлија, дека тој како камен. Што тие го отфрлија, но тој стана камен темелник. Што значи тоа темелник? Значи темелник нешто цврсто кое прво темелот нели некој како на пример зграда, куќа, знаете, нели темелот мора да му е цврст, за после тоа што се гради над него да стои, да не може да падне понатаму кога ќе дојдат дали бури, дали што и да е, за да стои цврсто, така и Петар овде го споредува Христос дека е камен темелник. И уште побитното 12 стих кој вели дека нема спасение во никој друг, ниту има друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да бидеме спасени. Не вели е име, некоја обично, како сите други имена, на ниво на моето, на Никола, име на Димитар, како и да е, туку вели дека од сите имена другите на светот што постојат, што пред се од Бог се дадени, Бог сите имена ги даде, не ги даде сите имена, Исус Христос, името Христос е име на сите имена, дека нема дадено име, вика нема друго име под небото дадено на луѓето, на нас, односно нас кое ни е дадено, кое мора да се спасиме. Значи, луѓето не се спасуваат преку Никола, не се спасуваат преку Димитар, не се спасуваат преку кој да е некој друг, без разлика на титулата и некои работи што ги поседуваат луѓето, тука јасно вели дека под небото нема дадено име на луѓето преку кое мора да бидеме спасени, освен Христовото име. Значи нема Христовото име единствено, преку кое ние добиваме спасение. Исто за посредникот, мислам дека во Тимотеј беше, ако можеш да ни прочиташ. Океј. Да, тоа беше во врска со тоа. Тоа е многу битно. Кој посредува помеѓу Бог и помеѓу луѓето? Посредник или застапник? Да, и нели знаеме дека добиваме спасение преку Христово име, нели преку повикување на Христовото, на Божјото име. И понатаму ете објаснено уште во 1 Тимотеј, 2 глава, во 5 стих, сакам да прочитам. Односно ќе почнем од 4 во врска со овој кој вели: кој сака сите луѓе да бидат спасени и да дојдат до целосното познавање на вистината. Зашто еден е Бог и еден е посредникот меѓу Бог и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите, за сведоштво во вистинско време. Значи вика дека еден, значи само еден е Бог, вика дека само еден е посредник, дека не, пак ќе напоменам, дека, како што спомнав зимијата, пак ќе напоменам дека јас не сум посредникот помеѓу Бог и луѓето, или некој друг, туку вика дека има еден посредник меѓу Бог и луѓето, тоа е Исус Христос, вика, кој се даде себе си како откуп за сите, за сведоштво во право време, откуп за сите. Што значи тоа? Кога видовме нели за своите, кога ги прочитавме заповедите, кога видовме колку далеку сме од нивни исполнување и колку сме далеку од Бог, со тоа што не ги исполнуваме, со тоа што одиме против Бог своеволно, пакето пати и некогаш, несвесно ќе речам. Тука вели дека има еден посредник, дека има еден кој се даде себе си за откуп на тие гревови кои ги направиме против Бог
кој ги зеде врз себе сите гревови на цела човештво, што ги гревови што беа направени, што се и што ќе бидат направени, и ги зеде врз себе за да можеме ние преку вера во таа жртва да имаме прошка од гревовите и спасени вечен живот. Тоа значи тој збор откуп, нели откуп, не и откупи гревовите. Исус Христос и е посредник меѓу нас и Бог. И своеволно знаеме дека за сведоштво вистинско време се даде за откуп на сите и знаеме дека тој е тој на кој треба да му се обратиме, на Христос, ако сакаме да се спасиме, ако сме во таква ситуација која разбравме, како што разбойникот разбра, дека многу зла дела имаме, сум направил беззаконие против Бог, без разлика колку мислиме ние со нашите ограничен разум дека тоа е мало, дека мал грев, дека не сум украл, никош во животот, никош не сум излажал тие често лаги што сакаме да си ги кажуваме. Тоа за Бог е нешто сериозно и нешто навистина што го навредува, го боли кога го правиме, но треба да се радуваме и да знаеме дека сме помирени кога ќе прочитаме тука, кога ќе видиме дека вика пред се во 4 стих, вика кој сака сите луѓе да бидат спасени и да дојдат до целото познавање на вистината. Чим тоа го вели, значи чим сака Бог, значи да дознаат сите луѓе да бидат спасени. До целото познавање на вистината. Тоа знаеме дека ова што го пиши тука, дека вика дека еден е Бог и дека еден е посредникот помеѓу Бог и луѓето, односно човекот Исус Христос кој се даде за откуп ни ги даде гревовите, вика дека тука вели дека тоа треба целосно да го знаеме, дека да имаме целосно познавање на вистината и дека ова е вистината, ова е таа вистина што сите знаеме да се прашаме која е вистината, сите кажуваат во овој свет полна лаги, која е вистината. Мислам дека тоа го имаш и ти спомнато прашано во првата сезона, некои од епизодите. И тука јасно читаме дека Бог сака сите да дојдат до полно познавање на вистината, односно на вистината дека тој е посредникот помеѓу Исус Христос е посредникот помеѓу нас и Бог, дека нема никое друго име преку кое можеме да се спасиме, дека никој друг не ги зеде, не направи откуп на гревовите на целото човештво како што направи Христос. И тоа е тоа што треба да го знаеме и да размислиме. Секој нас да видиме дали навистина тој откуп што направи Христос го веруваме ние лично себе си, дека знаеме дека Исус Христос доброволно тоа што го направи, дека е посредник помеѓу нас, луѓето и Бог. Тие беа двете делови. Да, фала Никола што сподели најважното нешто, да знаеме кој е навистина посредникот, дека немаме друг посредник, дека само Исус Христос е посредникот и тој е оној што ги зеде нашите гревови. И преку неговото име имаме прошка на гревовите. Ние многу стихови споделивме, може да си го паузирате видеото, да го прегледате повторно, запишете се ги настрана стиховите, може и електронски да го најдете Светото писмо, ако напишите Свето писмо, ќе ви се појават линкови каде што е достапна Библијата електронски, доколку сакате да добиете и во печатена форма, обратете се до нас, слободно на самиот Facebook профил, на Instagram може да не пишете, или ако не познавате нас лично, не имате на некој од социјалните медиуми, на YouTube може да не исконтактирате и ние со задоволство и со радост би ви поклониле Свето писмо. Најбитно е да се чита Светото писмо, да се има еден однос со Бог. Да имаме личен однос со Бог, личен однос со Божјото Слово. Јас ќе ви поставам едно тешко прашање. Важно прашање. Ајде, не е толку тешко колку што е важно и итно. Дали сте сигурни дека после овој живот ќе одите во Божјото царство? Дали сте сигурни дека денес, ако замините од овој свет, ќе одите во Божјото царство? Дали сте сигурни
дека Исус Христос умре на крстот за вашите гревови. Дека сета ваша казна тој ја зеде врз себе. Казна која ние заслуживме. Доколку не сте сигурни во тоа, ве молам, ве молам од длабочината на срцето. Побарајте прошка за вашите гревови. Признајте ги вашите гревови. Покајте се за нив во молитва пред Бог. Поверувајте дека Исус Христос умре на крстот за вашите гревови. Дека тој е жртвата, дека тој е посредникот, дека во неговото име имаме спасение и прошка на гревовите. Ве молам, тоа направете го уште вечерва. Не чекајте, бидејќи не знаеме што не чека утре, што не чека после 5 минути, камоли утре. Но сигурно едно, дека Христос умре на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна. И секој што верува во него има прошка на гревовите и вечен живот. Тоа е сигурно. Ве молам, внимателно слушајте го ова и предајте го вашиот живот на Исус. Поверувајте во него. Светото писмо е сведокот. Тој сведочи за Исус. Затоа земете го Светото писмо. Земете го Божјото слово. Прочитајте што пишува во него. Тоа јас имам да ви порачам. Никола, што би им порачал за ова сериозна тема на гледачите? Да, како и секогаш за Светото писмо, читајте го, нели, Светото писмо. Библијата не е само фактот дека ние Македонија сме библиска земја, туку на вистина треба тоа да го практикуваме пред се. Читавме сега дека посредник помеѓу Бог и луѓето е Христос и тој однос што треба да го имаме со Христос е еден од начините на имање однос со него е поминување време со неговото слово, односно со Светото писмо и да читаме, да ги искористам зборот, медитираме над, да размислуваме над Светото писмо, над словото, да бараме од Бог што тој да бараме што значите, може ќе речите некој од вас, овие се пак на некој начин ваши зборови, ваши толкувања за спасението, сакам директно Господ да ми кажи што како е тоа, спасам и да споредиме на некој начин, да спореди дали тоа е нешто човечко што спасението дека доаѓа преку Христос, како што читавме до сега, или нешто ние, тоа сме дека ние нешто тоа сме го измислили, ние тоа нешто сме додали, сме одзеле, слободно самите нормално молете го Бог, обратете се во молитва да прашате што значи спасението и што треба да направите за да се спасите. Седур не е, што каже Димитре, знаеме кога ни е последниот ден на секој, седур не е доцна, нели, да прашаме, да побараме прошка од Господ, а и понатаму да се чита Светото писмо, понатаму да се преви во Божјото слово, бидејќи како што Господ Исус Христос не свати сериозно, толку многу сериозно што се даде на крстот за нас како и откуп направи за нашите гревови, така треба и ние него да го сватиме сериозно и да врвиме време со него и да му го предадеме животот него, да признаеме кои се нашите дела, какви се нашите дела, без разлика колку мислиме дека можеме да се скриеме од Бог, ќе се изразам, со нашите лоши дела, со нашите беззаконија против него, туку напротив да одиме пред него, да ги признаеме со вистински, со од срце, како што спомна Димитар, нели, ти што сакат да го слават Бога, што сакат да му се обратат, треба да одат кај него во дух и вистина. Што значи вистина? Искрено, вистински. Во дух, дека него гледаме Бога, дека Бог никој, како што пише во Светото писмо, никој никогаш не го видел, туку да веруваме само дека Господ, дека Бог не слуша и да му се обратиме на таков начин, вистина, вистински, со срдечно од срце, дека на вистина признаваме што сме направили до сега, дека било грешно, дека било против Бог, дека не сме имале жив однос со Бог и уште од сега да го примите оној кој го нема Господ Исус Христос за свој личен Господ или Спасител и да почне да чекори со Бог и да го искуси, да го види тоа
посредништво помеѓу тој и Бог, односно исто заедништво со Исус Христос. Тоа би го споделил јас во врска со ово. Фала ти, Никола. Се надевам дека ви беше полезно и на благослов ова видео. Оставете коментар слободно на YouTube, на Facebook, онаму каде што ќе го споделиме. И сакаме да ве видиме во Божјото царство. Бог ве сака. И тоа многу ве љуби. Дори повеќе од вас самите, од нас самите што може да се сакаме. Тоа е Божјата љубов. Тоа е Божјата милост, Божјата благодат. Таа е неопислива, неофатлива, неискажлива. Тоа е нешто многу големо. Ви благодариме што ја следевте ова епизода. Се гледаме во некоја наредна епизода. Поздрав!